Да, пред Агенцијата за селеништво би требало да имаме нашата колешка Бисера Ловачева во живот да ни открие таа мистериозна работа на Агенцијата за иселеништво. Еве во некои од ходниците. Добро утро, Бисера. Добро утро, Александар. Добро утро и до тебе, Јована. Ги поздравувам секако и гледачите кои што секој утро се будат рано наутро заедно со нас за да следат емисијата Ја сакам Македонија. Токму така ние се наоѓаме во еден од ходниците на Агенцијата за иселеништво. Токму тука каде што се наоѓам јас, може еве гледачите да забележат дека имаме и фотографии кои што се донесени од иселениците. Ова беше првата фотографија од нашите иселеници од 1927 година. Понатаму доколку имаме време на крајот од овој разговор, ќе им покажеме на гледачите што са донели иселениците тука во Агенцијата за иселеништво. Денеска, односно ова утро, не очекува директорот на агенцијата Никола Шалваринов, со кого малку ќе поразговараме за тоа што се работи Агенцијата за иселеништво. Ние во моментот се наоѓаме во неговата канцеларија, не очекува. Јас сакам да ви посакам добро утро и на вас, Никола Шалваринов. Добро утро, Бисера, добро утро и до гледачите на сета телевизија. Така. Ние малку прошетавме, видовме некои од оние фотографии кои што ги донирале иселениците тука во Агенцијата за иселеништво. Меѓутоа, да им објасниме прво на гледачите со што се работи Агенцијата за иселеништво. Кои се вашите обврски? Агенцијата за иселеништво има многу обемна работа, Така. но да бидам со помалку зборови да кажам дека ние едноставно го одржуваме нашиот јазик, идентитет и култура во иселеништво и нудиме правно-техничка помош за сите прашања во однос на нашата држава. Дали е документација, дали е инвестиции потенцијални, дали закони, све што не им е јасно на нашите иселеници, може да се обратат до нас, до правната служба да им се одговорат тие прашања. Покрај тие проекти кои што се, како што реков, за одржување на тој јазик, идентитет и култура во иселеништво. Така. Со какви проблеми најчесто се справуваат нашите иселеници? Во однос на правно-техничкиот дел, тие се тековни проблеми што сите ние како народ се наоѓаме во нив, како да кажам. Така. Значи, најголем проблем е долгото чекање за документација. И со тоа нели се носат сите други останати проблеми во тој контекст. Тоа што највеќе ги засега нив е како да им се олесни процесот во однос на добивање документација додека се во иселеништво во другите држави, како да го олесниме процесот за добивање на пасоши, на лични карти, све што им е потребно, се со цел тоа да не губат од работата, да не губат од времето и да не губат од дневниците нормално во чекање на документи. Така, ги спомнавте документацијата како еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани. Во кои држави имаат најголеми проблеми? Каде е најтешко да се дојде до тие документи кои што ги бараат нашите иселеници? Па не, јас говорам во контекст на документи од кај нас. Документите во однос на странските држави тоа зависно од внатрешните закони во државите. Во однос на нашата документација, секаде можам да кажам дека е исто. Така. Да. Како ги одржувате контактите со нив? Па веќе, значи со моето доаѓање тука во агенцијата, ги користиме сите можни медиуми што ни се на располагање за комуникација со иселениците. Значи тука се користат социјални медиуми, мејлови, вашите, значи медиумите како вас, телевизии, сакаме нашите активности, нашите надлежности да стигнат до се повеќе луѓе, да се запознаат со нашата работа, се со цел да имаме ние поголем обем на работа и да стигнеме до поголем број на иселеници. Така. Вие често патувате, се сретнувате со иселениците. Како сте пречекани таму од страна на нив? Тоа е, морам да кажам, многу благородна работа. Нашите се гостопримлив народ. Нормално има исклучоци, но генералното е дека нашите се гостопримлив народ и јас секаде каде што сум бил пречекан со задоволство. Има многу убави спомени и многу убави моменти со нашите иселеници, каде што они го трошат делот од своето време за да се видат со мене. И за ние да ја представиме агендата на агенцијата, да ги представиме нашите активности и за тоа сум вечно благодарен. Ќе
Ке може ли да не одвоите некоја случка или емотивен настан? Зашто најчесто разговарате? Кои се причините, еве, што велат тие поради кои заменуваат таму? Како се одвива една ваша средба? Мене најголем впечаток, ако еден поединечен пример не можам да кажам, но морам да истакнам на кој начин они ја сакаат работата што ја прават за нашата култура. Така. Значи, тоа го прават со таква страст, со такво задоволство, со таква љубов, кога готват македонска храна, Така. кога пишуваат поезија. Нашите иселеници се творци. Значи, ние како агенцијата печатиме многу пишано дело од нашите иселеници. Ова се све книги и цела библиотека имаме од пишан збор на нашите иселеници. По каде е уметноста, каде се сликите, каде е пишаниот збор, све тоа е во контекст на љубовта кон нашата држава, кон нашата татковина. Тоа е нешто прекрасно. Значи, можете да видите, еднаш да имате можност, ви препорачувам, да видите како они преку песна, преку храна, преку пишан збор, ја негуваат љубовта кон нашата татковина. Тоа е нешто прекрасно. Значи, премногу емоции. Не пречекуваат, плачат луѓе. Од радост дека нашата држава посветила внимание на нив. Значи, не бараат многу. Нашите иселеници во западните земји, во западниот свет, се стабилни. Финансиски, фамилиарно. Значи, генерално се стабилни. Они не бараат многу, они бараат внимание. Така. Значи, со многу малку внимание, ние постигнуваме голем ефект. За жал, јас би сакал да направам што е можно повеќе за нив. Но буџетот е тој што е и мораме да таргетираме каде и што правиме. Така. Да. Дали иселениците се запознаени со агенцијата за иселеништво, за вашите проекти, за се што вие можете да им го понудите? Сдруженијата традиционално имаме комуникација со нив. Така. Значи, црковните општини, џамиските одбори, културните здруженија, сите тие имаме комуникација со нив дека правиме напори да ги контактираме. И тие се евидентирани во државите каде што престојуваат. Така. Со нив имаме комуникација, по новата генерација, поединци не се толку запознаени. Не се запознаени ни јавноста. Така. Тука кај нас, за нашите активности. Зашто сум ви многу благодарен за оваа можност да ги кажеме нашите дејности. Работиме на тоа, ги користиме сите можни алатки за да дојде агенцијата за иселениште и нашите дејности до јавноста, за да знаат на кого може да се обратат доколку имаат проблеми. Пример, имаше една случка што беше, сарно мислам, не може човек да остане равнодушен. Со наша помош спасивме живот. Значи, Кога се спасивме случи живот. Тоа се случи летото, лани, 2018 година. Не кем да ги потенцирам деталите, бидејќи Така. тоа е... Но ние спасивме живот со нашата помош, што е за мене, мислам, не може човек да остане равнодушен. Така. Кажете нешто повеќе за вашите работни обврски и проекти. Па, како што кажав претходно, буџетот е ограничен. Кога дојдов јас на оваа функција, увидив, барем според моје мислење, дека многу беше општ распределен буџетот на агенцијата. Оперативниот буџет, не зборам за плати и за тековни трошици. Така. Оперативниот беше многу на широко потрошен. Јас мислам дека немаше ефект, барем доволен, со тоа широко трошење на тие пари. Јас одлучив да се концентрирам. Значи да имам еден конкретен таргет, да направам 4 годишен план и со тој 4 годишен план да ги одлучам и да ги исполнам таргетите. Така. Тој план и тој таргет е намалување на асимилација на нашите најмлади во иселеништво преку изучување на мајчин јазик. Така.
тука е опфатена една целосна програма. Први ќе направиме целосна литература за изучување на јазиците како втори јазик. Значи, нашите во иселенство го учат јазикот, значи први го учат јазикот во таа држава, Така. а после го учат наши. Тоа е различен пристап. Ние не може истиот пристап што го користиме тука, да го користиме таму. Во тој контекст, значи веќе направивме сликовница Така. со цел да се примаме вниманието. Оваа година правиме буквар и во следните 2 години очекувам да направиме прва фаза, втора фаза, трета фаза литература, граматика и да ја завршиме таа литература за изучување на јазик. Учебниците, букварите, ќе ги пишуваат наставници кои што работат во иселеништво. Мојот став е дека не може наставник од тука да знае каков треба да е пристапот за децата таму. Така да ќе ги пишуваат наставници што функционираат таму. Нормално. Ние помагаме со лекторирање и така натака, но главната тежина на субјектот ќе биде од нивна страна. Покрај таа литература, оваа година правиме и апликација за телефон, која што ќе биде еден вид на игра и преку таа игра они ќе го учат писмото. Сакаме да ги искористиме сите можни моменти за да го разбудиме тој интерес кај нашите деца во иселеништво, се со цел да се поистоветуваат со нивната татковина, нашата држава, и да го учат јазикот. Покрај тоа имаме неколку проекти за дружење. Така. Летна школа по мајчин јазик, што се обидувам секоја година да воведам некој нов момент. Лани се воведе прв пат, значи, пракса покрај македонскиот и албанскиот јазик, каде што дојдоа дечиња за прв пат во Данска. Се вклучија, традиционално се вклучуваат македонското здружение од Хрватска, Така. каде што доаѓаат дечиња што не се само македончиња, туку што доаѓаат и хрватчиња што го учат македонскиот јазик таму, во Хрватска. Така. Се вклучија и децата на хрватите во Македонија, каде што они имаат часови по хрватски, и беше тоа толку прекрасно дека во суштина, како да ви кажам, значи имаме деца од целиот свет, и јазикот на комуникација не е ниту англискиот, ниту германскиот, ниту италијанскиот, туку е македонскиот. Така. И тоа е, мислам, мене ми остаje голем впечаток. Оваа година, покрај програмата за летната школа, за прв пат, мислам дека генерално во нашата историја, ќе нудиме опција, значи ќе бидат присутни на нашата летна школа во соработка со школото Димитар Влахов, деца на иселеници со оштетен вид. Што е за мене многу важен момент. Значи тука мојот концепт е инклузивност. Значи мора дека ние агенцијата постоиме за сите иселеници. За сите иселеници постоиме без разлика на религија, политичка припадност, што и да е. Ние постоиме за сите и за сите ќе постоиме. Ќе имаме време да разговараме уште многу за агенцијата, мораме ние да се одјавиме. Накратко само уште едно прашање, оно што ги интересира гледачите, од прилика бројка да ни кажете колку се иселени и каде најмногу ги има нашите иселеници, во кои држави? Па веќе имаме една поделба што е прилично рамномерна. Значи Австралија, Америка и Европа веќе се стига со бројките. Реална цифра никој не може да ја каже. И тоа тврдо. И никој не знае реална цифра. Ние во иселеништво имаме државјани кои што се иселени од државата. Имаме, како што видовте на сликата, предходно иселени од 1927 година. Така, за жал нема да можеме, бидејќи немаме време повторно да ги видиме тие дела. Јас ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека ќе дојдеме повторно, ќе зборуваме за вашите тековни проекти, сето тоа што ќе го сработите. Ние мора да се одјавиме тука. Ви благодарам уште еднаш, Никола Шалваринов, директор на Агенцијата за иселеништво. Пријатно. Така.
Александар Јованов, слушнавме кои се врските и активностите на агенцијата за иселеништво. Малку повеќе ги запознавме гледачите со оваа агенција. Јас се одјавувам од тука, повторно се гледате со мене за околу половина час. Благодариме. Што моје село.